JB живее на улиците на најголемиот град во Орегон. Тој е активен корисник на фентанил и вели дека употребува веќе 20 години. Ако поцрне или има интересен вкус, тоа не е добра работа. Добивам навистина добри работи. Во земја која се бори со епидемија на злоупотреба на фентанил, гласачите одобрија декриминализација на мали количини контролирани супстанци во 2020 година. Целта беше да се дестигматизира злоупотребата на дрога и да се инвестира во закрепнувањето. Наместо да се соочат со кривична пријава, лицата уапсени со мали количини на тешки дроги им се давна можност да се лекуваат. Тоа е план направен според одлуката на Португалија од 2001 година за декриминализирање на тешки дроги и зајакнување на третманите. Но во Орегон, податоците собрани од почетокот на програмата покажуваат дека малку луѓе го следат третманот, а оние кои го прават тоа се соочуваат со долго чекање благодарение на историското недоволно инвестирање на државата во здравствената заштита. Тера Херст ја предводи алијансата на групите од Орегон вклучени во програмата. Она што го видовме е кога ги немате достапните услуги, ја немате грижата и инфраструктурата, плановите заедно кога се справувате со криза. Тоа обично не оди добро. Вели дека успехот на програмата зависи од промената на погледите на луѓето за зависниците. Дали сметате дека тие прават лоши избори или ја следите науката која вели дека ова е болест, ова е нешто што може да се лекува? Почната за време на пандемијата на коронавирусот, програмата позната како Мерка 110 имаше нерамномерни резултати, што доведе некои да се сомневаат во незината ефикасност. Макс Вилијамс е поранешен директор на оделот за корекции во Орегон и поранешен законодавец. Мерката 110 беше за средба со луѓе каде што беа, средба со луѓе кои се занимаваа со злоупотреба на супстанции таму каде што се. Но мерката 110 често ги оставаше тие луѓе таму. И ние сакаме да ги запознаеме тие луѓе таму каде што се и едноставно не сакаме да ги оставиме таму. Тој е дел од коалицијата што го поддржува новиот референдум за повторно криминализирање на мали количини тешки дроги и задолжителен третман. Целата идеја овде не е да се подигнат дополнителни обвиненија за поединците, да се направи подолга криминална историја или да се користат неефикасно затворските ресурси. Тоа е да се создаде доволно последица заедно со награда за да се мотивира оваа конкретна тешка група на луѓе кои се занимаваат со зависност, всушност да бараат услуги за лекување и закрепнување. Дејвид е исто така зависник од дрога и тој не го сподели своето презиме. Вели дека многу пати се обидел, но се бори да остане трезен, кога вели дека центрите за лекување во Портланд секогаш немаат простор. Едноставно никаде нема достапни болнички кревети. И кога персоналот ќе ви го каже тоа е фрустрирачки. Тоа е многу фрустрирачки. Федералното истражување од 2021 година го рангираше Орегон на последното место за достапност на установи за лекување од дрога. Од почетокот на мерката 110 во 2020 година, центрите за контрола и превенција на болести на САД велат дека смртните случаи од предозирање со дрога во Орегон се зголемиле.